Ще работа, но маленка така кърнатичка. Не е маленка, вика, това очите лажат, излъжалите се, очите лажат, кафаната прошира, за да изгледа толкова маленче. И имал някой човек. И имал някой човек. Ама човек много интересен. И тай човек кърдел много яйца и кокошки. Толкова много кърдел кокошки и яйца, и файкат го полицията, оно, носят го на суд. И судията му вика, човек ти прави, ки те судиме, ки те осудиме. И тай вика, ако сакате за кокошките, осудейте ме, ама за яйцата ме помилувате. Кажи. Почтование. Здраво, Лазо. Здраво, Лазо. Лазо, горе. брат. Шмите. Я. Стоби винца за теб. Вино. Стоби вин. Пиеш ли с вино? Стоби флипс. Стоби вино. Дали пиеш? Вино. Чак път, който ми дава някой. Цървено или бело? Розово. Не, розово. Цървено или бело? Розово не е, розово цървено е, ама... И това винери. Антигона, знаеш що е Антигона? Има книга от Софокле. Имаш чета? Да, там е старата драма. Софокле греши и тай така, че... Имахме един гост му предходната емисия, Любен Делев, сега ки спомням, я нямаше прочита на Антигона. Ти имаш прочита? Не. Я нямаш прочита. Слушам много, я слушам. Аз и философия завършва, а Антигона нямам прочита. Имаш философия завършва? Да, философски факултет. А от Гете кажеш нещо? За Гете баш не четах. На таквото има за Гете, има пишуване на книга. Книгата се вика Драма, някой пишува много години, не знам там 20-30 години колко ще време пишува. И тази книга се отнесва за... Kako се викаше тази личност? Дали може да тегне как се викаше? Не. Ама после може ми тегне. Само да кажем, що е функцията на човек. Тай човека, колко ще има считано, тази особа, тази личност, не знам сега точно да го дефинирам какво, сакала да правя добро, живяла само за добро на народа, на луѓето да правя добро. Додека тази такова личност била, отново ще се трудила за да правя нещо, се трансформирала у негативна личност. Станала ортак с огял. Веролък. Фауст. Фауст, леле, Фауст. Аз по-близко може до тебе. Па имам четено Фауст от Гете. Гете, да. Ще го обработуват сите средношколци. Браво. А от Ниче? От Ниче имам, Ниче е много интересен. Ниче вика, знаеш що вика он? Ако некой лета с от тебе, заедно ако летите, ако он вика по-слабо лета, ти го бутни вика надоле. Ти може да повлече тебе ти да не летиш. Разбираш? Да. Такото и по негова теория на някой начин е направена нацистичката идеология. Така, Хитлер, да го унищиш други от taj, що е по-слаб. Това не е баш... Викаме ние народно, дек що е тенко, там се кине. Така ли са? Да го скинеш там? Да. Там да го скинеш. Дек що е тенко. Дек що е тенко да го скинеш, а не да го повръзваш, да го връзваш. Аз сакам официално да я почнем и ова наша нова емисия моменти. Овдека до мене са наоѓа кој? Ајде да слушнемо што работиш, каде си толку време, да те знаат како Френки Делавера, дали и те познам, не знам, затоа ја почнавме емисијата, оставме малце да направиш нешто како интро, да изимпровизираш на почетокот. Со косе, šta е работа? Зашто са ти косе? Има на песна от Мухарев се. Да, знаеш ли да изпее? Побиле ли, друже? Знам дека и пееш хумористични песни. Всичко пред мене, даже не я ми да косам, панталоните с роса да ги оросам, като конче глава да си дигам, с нова жилетка облечен да си видам. Каже. И да, мисля, това беше едно време пред негде 15-16 години, когато бях от телевизията в Скопие, снимах някой там шишери-мишери, смешки, оно и сега съм мишери-шишери. Тогава е шишери-мишери, сега съм мишери-шишери. Значи имаш завършен филозофски факултет и дали имаше той някоя доперна точка с той ще почне да го работиш тогаш? Да правиш хумористични емисии, да излезе на повършина това, що направи славен во този временски период. Види, философия, аз чисто случайно запишах философия, бидейки нямаш да запишем, веќе бе помини сите возови и можеш да запишам нещо.
И взимам... Дома ти най-вероятно имаше притисок, а? Не, от дома. Кой те накара да оли чека да не судираш, да на овци, да пасаш овци. И аз от дома бега. Да може да станеш овчар. Аз бех първо овчар. От овчар па филозоф. Така. И не знам, философията ми неко била ми како туѓа, не сум аз знаел уопште, ама после ми некако ми влезе како под кожа, да речеме. И сега философията ме тера стално да размислам стално етички. Да луѓето да не им се прави на луѓето некои дефеци, туку настојувам да на некој начин, дали да му кажам нека да помогне или да јас да помогам, некако суштина таков сум некако. Мислам дека сум таков, дали сум таков, ако ме гледа некој од страна, може не си. Егоист не ли си? Не, егоизъм е много тежок збор. Егоизъм е да речеме да се човек да си гледа само да се гледа. Па егоизъм е тај Фауст. Човек е егоист, да. што знам. Ба 60 до 70% од луѓето се мислам за секој човек како индивиду. Добро, ајде. Филозофија, аз сакав за профил од вашиот да кажеш. Значи се работи за кој? Твоето име и презиме? Јас сум Мите? Митко Андонов од село Бориево, Канзас Сити го викам јас. И имам иначе сум Френки Далавера, сега по ново YouTube. Саси. А зашто баш Френки Далавера? Виса, Френки Далавера, јас бех туку најпрво кога се отворија телевизијата и радиото, кога се отворија телевизијата. Туку у Струмица и... Бех кај у ВИС. Таму беа тројица Емерсон, Леки и Паламбер. Не, тие се музичари. Таму беа ВИС, Васе и Иле и се Струмица. И Струмица, Јанко не беше. И викам така и така, ово нешто. Викам, може, вики, почнаваме нешто кај ник да снимеме, после други телевизии се отворија, после идех у радиото, па там снимаме. Шо беше Далавера, само да ви кажам за Далавера, шо беше? Френки Далавера. Далавера беше така шо... Да не е како предлогот на нашиот камерман, јас морам да го кажем. Вика најпрво да одите да снимате во некоја фолија за да ловите Френки, а после во собрание Далавера. Браво, како ти така виш. Па можно да се каже, у собранието се повеќе Далавери правото колку вистина. Там се говори се шо мора да се говори. Никој не говори со своја свест. Туку се говори со свеста на официјалната свест што е договорена со да речеме партија. Како ќе кажеш, да. Ние надлежните луѓе како ќе кажат, така се говори. Не можеш ти сам да мислиш да речеш јас така мислам, нема твоја мисли. Добро и Френки Далавера. За Далавера. За Далавера, Френки Далавера имаха да почнаваме на емисија у Струмичките радио да правиме со едни пријатели, од Давиле Джоко се вика, една момичка од Иловица, сај у аптекарка у... Не е битно, добро. Да. Не е това битно много да не ширим, од многу длъго ќе стане, се скина ако много тенчиш. У радиото ка бех, не ли ви пречи Струмичките? Не, супер, баш е Да, разбирам. По тоа се и препознавате ви. Да. И кога бех у радио Струмица, викам да направим един скетч. Как е? И викам Далавера, ке се вика скетчо. Далавера. И почнаваме, снимаваме там неколку емисии, 10 неколку беа. И кажава ми, вика, од телевизијата вика, ај сега да се люлите. Што викате од телевизијата? Од радиото ми вика, ај стига толку, вика досадно веќе. Добро и како досадно. Јас почнах, викам, нема тука, јас сум, да речеме, за таа работа. Люли. Многу јак ветер ме задојан. И... Тај од Канзас Сити. Да, од Канзас Сити. И знаеш, не знам, јас, знаете, во потенција сум комичен, смешен. Јас секоја ситуација сакам да направам смешна. И имам луѓе што се среќавам со нив. Трагичното сакаш да направиш смешно. Па да, јас имам слушам дека Чкале кога бил некогаш на погреб, почнам да плаче он. И си почна да се смеа. Од тоа е многу смешно. Фаца, не знам ли Чкале, знаете ли? Не го знам. Чкале, тај стар глумец, најпознатиот, најголемиот комичар во Југославија, што беше. И ти викам за радиото, правиме емисија што правиме, и јас неле одната потенција, Далавера се викаше, скетч се викаше Далавера, и викам што правам сега, јас нешто се материја одната и сите деца што се дружам, се некој смешки им правам, ова вика, ти си вика за глумец. За глумец. И уидех јас за Скопје, Да студираш или? Не, одих прво да одих војска, после војска одих да полагам за глумец. Ама не ми прима, многу души там. Примат, се не ми си примат, мене не ми прима, нема везе, не ми прима. И јас одам у радио Скопје.
тогава беше Радио Скопие, Македонско радио, Радио Скопие. Освен не знам точно. Добро, така е. 92 година беше това. И одаме там, викам така и така, аз сакам она да чина да с нещо. Ай, ке видим, викам, вие ме фърляте низ вратата ми, из коровата, ама аз ни жам пак влезвам над. Знаеш, човек трябва да Така им рече. това е на някой начин, ако сака леко да успее у нещо, никога не смее да се откаже. От всите страни се върта, само целта да се отствари. И аз се отворих на някой начин целта. И у радиото идея, Радио 2000 се викаше тогава, Радио 2000, имаш там един уредник, един водител, Любчо Йоренски се викаше и вика, сега ви ке снимаме скетчове, ама трябва име да турам. По име ке одаш? И аз викам, аз имах костюмица на емисия, викаше се Далавера, Радио Далавера. Може имам фоли исто така, устроица, со Френки. Така. Вика, ти си вика Френки Далавера, а Джорлев беше там от този момент, Наско Джорлев, некома лека земете, жив беше тогава, вика, да се вика Айвер Далавера. Не е баш добра Айвер, вика, ай Френки Далавера и така остана Френки Далавера. Имаше и карикатури. Интересно. Да, карикатури, кога правих такова. Човек ще ме люли. Кога правих карикатурата, направена от Скопие, кай Никола Ангелковски, мислям, ако ме видя случайно, го поздравувам. Случайно, може да ме види. Помня правих карикатурата и много ефектна карикатура, тя е снимка на касета, правих касета. С усмешки. Аудио, после и видео касета снимаваме. И скетчове имам милиардници, така се вика, унаводници илядници, ама много скетчове имам, има дома, па имам и драма, пишу. Видиме у нашата емисия. Драмата комедия? Комедия, драмата, имаше един разказ от Чехов. Жената вика, прочити, вика, тия интересни се вика. Прочитах един разказ за някоя детенце там, такова, kako се створила любов. И за една година, цяла година пишувах и сега си стоя дома, може никога ще я обявам негде. Важното, имам такова, това може, по шум, по нещо. Се вракиш във форма. Нещо пишувал и настоям да и карикирам работите, а и нещо реално да кажеш, не само да укарикираш нещо. Така да беше толкова време. Това, пред да го отговориш, това е добро. Сега, Канал рече Радио 2000 и потоа како ти се одвиваше целиот тек? Радио 2000, во македонски народ, тоа ми е мене познато. Да, в македонските народни прикази снимаваме кај Велјановскиот режисер, а беше сценарист Денки го вика, како му беше Денки Павловски. Викам, дай бе нещо, аз да... Не ми тъкнува, важно, Павловски се презива, сега не ми тъкнува името. Викам, дай бе нещо, аз сакам уприкси да джирам някой, да се смешка, да снимаме. Арно, вика бе, няма проблем. И вика, ке донесеш от граница, вика, едно виски, кава са по-ефтини, и едно вика, една щекичка, вика, чигарчина. Цигара. Кент цигара. Викам, Арно, ке ти донес. И носех му и снимаме. Значи, сакам да кажам дека не е баш джабе. Добро, волонтерски ли цело време или се заработуваше добро во тоа? Не, дава пари там, дава, да речеме, дневница дават, хонорар. За македонски народни прикази, така? И патни трошко. Не е около 100 марки от това време беше за една приказка. Да снимаш приказка. Учествуваш во една приказка. Да, около 100. Това е много малце. 100 марки. Па добро, сега да речеме 100 евро, како 100 евро. За секој посебно хонорар. Да, за секој. Па не е нещо, аз мислев дека бидејќи македонските народни приказни беа толкова гледани. Стандардно толкова е стандардно. Скапи се приказни, да снимаш приказка е много скапо. И после друго, што ми беше, што сака да кажам? Добри, после сними му... Три приказки снимахте, друго сака да го кажам на Велјан. Во кој приказни може да те најдат нашите гледаци? Приказката за Калугеро, после има една пашоварка сме крадачи, там не говорам нищо. И на друго име не се сеќавам како беше. Важно за Калугеро, там може да видите на таквото на интернет, на YouTube, има на интернет. Може да видите там. Шуш, прав да го шишо виги, да не сте роди. И така. И после му предложи на режисеру, викам, дай бе, аз некој сценарий да напишам, имам неко... Низ главата. Имам нещо. Вика, ти ги не пишеш 200 епизода, кога ги дойде. После дойдех аз, почнаваме концерта да правим, шмиш, натамо, навамо, пешки, смешки, низ градинки, низ такова одих. И после шо правиме? Викам си у себе. Викам, батка, ти нещо старе веќе, нещо жена, таква работа? Сами да си кажу. А не беше жена? Не. А популарна нема жена? Немах жена. А женска?
Имаше ли женска, кога беше популярна? Давай кажи, кажи. давай си по нещо. Па имах някой там, ама не смееш много да се опушиш, защото ти не можеш да работиш. Не можеш да работиш. И така, дойде негде някои години, що са веќе ризични за... Добре, тогава си бил млад, убав. Друго време. А сега не съм убав. Сега съм убав. Сега е само убав. Сега само убав, няма брат. Така, виж, добре, що си. Како те текна ли си? Мутекнув. Така. И отприлика, това е това какво въведен дел. И не знам що да кажем друго. Некој скетч ще да ми текне. Одам си по пата и шутирам ябълки, патати, кроми, човек ми дойде на ногата. Ки шутирам до известно кој Ако видя некој и ако ми што имаш у джеба? Не, до известно кьош. Ќе шутирам и ќе се турам у джеба ябълка. Ако ми пита некој, што имаш у джеба? Речем, 2 компири ябълка дали 6. Ако ми питаш значи, што имаш у джеба? 2 компири ябълка дали 6 и кроми дали 7. И си ке нисам када. И замирисаме. Не, удехо на сам послуга да купам сок. И викаме на господинчета касиерка на сок да ми дава оната сокове секви. Това едно време беше, знаеш, кога позади изливат сокове тия никакви. И вземе сок, унесеха от дома и сок разреден шуруп. И викам, моята мачка Джасмин, така се викаше моята мачка Джасмин, се скъдра коса ладна андолирана, и беше андолирана коста на мачката Джасмин. Викам, айто викам на ръкачиска чашка малко сокше, да, и напия се моята мачка Джасмин и обърна се. Си 4 овис. Трови се той сок. И едва го спасих моята мачка Джасмин с скъдава коса ладна, но едва го спасих. Масажа на вратните жиля, пунктура и така. И одам на касиерката и викам, госпожо, тай сок е нещо, не е баш, ама вика, он ме вика суди штраби жаби. Он ме вика суди штраби жаби. Вика, тай шок е штраншки, скоро го добиваме. И аз викам, шок е штраншки, ме решипан. А дали имаше навистина мачка така? Джасмин? Не, това са асоциация, беше за една особа. Ако се сете, ако не от нея, аз толкова много да и навредам. Може би за някоя, що си я сакал или нещо арогантно се понашала, па сакаш да й вратиш на друг. Може нещо такова нещо да е. И така, имам скетчове. Може би е такво Може би или не. Или не. Филозоф. Сократ, има една такова за Сократ. Мислам, като осудуват Сократ, като осуди Сократ на такова на смърт, да изпие отрово. И вика, на сръбски такова... Без семки не можеш без семки. Ти ги печеш без семки? Да. Лай да кажем на реклама пред емисия дека... Да кажем, що работам сега. Сега... За Сократ първо да слушаме. Сократ го осудуват на смърт. И има, на сръбски има такова една имаше на площ. Джасмин. И една моята мачка Джасмин. Сократ е крив, зато що не верува во богови, кој што верува државата. Не, Сократ е крив, кој што верува во други богови. И затоа вика се осудува на смрт, да изпие отрова. И му викат Сократе, шо бива? Отров или каже се вика или од младината разсипува. Оно што га имало, знаеш, такива политики, такова много, не прави на младината, оти може да осудат на смрт. И вика, шо правиме, вика. Јас сега префразирам од това. Като осудаме на смрт, отров треба да пиеш. Вика, јас това ще го кажувам, како учам младината, така треба да биде и никога ще се одвраќам, па макар и да му отровате. Готово, ти си отровен. И зима, па го моля там да не се откаже. Вика, не. И последните зборови му се вика, јас одам, вика, у смрт, а вие понатам продолжите живот. Па кој одил по-добро? Само Господ знае. Мала едукација гледате од нашиот гостин, значи за сите гледачи, еве не едуцира од неговата филозофија, оно што му останало во главата, што го запаметил од времето на... Тоа ќе го чуеме од Френки Делавера. Самите не знаеме, на вистина. Знам по нещо. Изненаден, ние сме запрепастени. За джавлијам толку години, разидеш Коста джавлијам. А што работиш, еве те преско пред? Чек сега да кажам што работам. Јас тако, имаше преку бирото. Некоја вработување, само вработување се вика сам, myself, по-англиски myself. Добре, ти почна се занимава се? Почнав, викам, што да правам, сончоглед да печем, аз нещо такова. И почнах да викам, почнах да печем чирики, семки, такви работи, и почнах да разнесам по дуќањето, тамо, ама оскудно, много конкуренција, не може да вземаш повеќе стока, да даде ми опрема, ама не ми дават такова, нели ки дадат комбайн, а да немаш да жнееш.
Викам, Знам опрема дека имаш. имаат сега сончуглед од Кина, постојано го везуваат тука, кој што е многу ефтин. Да, кинески, и затова и аз сам, знаеш кога говоря малко като по-на кинески, я карам ръмата, да много сончуглед, ядам кинески. Има и туристски сончуглед. Турци всичко поплавявали. Има и сончугледе, има и все, това серии, що ти кажу. Ajde, to je. Што нешто го праша за обичката? Висата, овечка. За обичката? Исто овечка има такви цръвченца. Има такова цръвченце. Маленичко, какви такова цръвченце, не то цръвченце. Си имал ли обед? Беше модерен на времето. Не, имаше тогава обици, не тура. Тура обици, знаеш коя тура? Аз като гледах, едно време аз когато бе дете, турува обици, обички турат, викам, шубе това да, вика турат обици от умирали децата. Урук. Обично урук се, да речеме, се смета това, ако му, да речеме, обично ставуват и на койнето. На конјите му турат на джинджоре, ќе му турат црвени туфки, тоа е тоа. А знаеш зашто им турат? Јас според моја психолошка интерпретација дека турат заради това што да гледа оно туфките, а да не гледа у којно. Например, на тебе ќе те гледат у обец, да не те гледат тебе. И на некој начин ќе те фаќа точка како психолошка, како да кажам, Пласибо ефект. Нешто како хипноза. пласибо ефект нешто. Не знам што е тоа. Пласиво. Пласиво е сега ти дадам една мастика орбит, ти да те боли главата и да мислиш дека ти е поминал. дека е некој апче и ти поминува главата, така си замислуваш. Или например, те боли главата, меѓутоа ти доаѓа доктор многу секси и ти поминува и не треба ништо да интервенира. Това ли е пласиво? Тоа е пласибо. А чини збор е тај? Можеш да научиш нешто. А чини да е збор пласиво? Пласиво тоа би требало да е Од англиски. на Горан и Митев од неговата мало мислам дека потекнува. Од таму се корен. Дали некој Татуиран ли си? Од Војана. Јана. Не сум, не. Не си татуиран. Не. А не ли беше војска за време на Југославија? Бех, да. Јана, така? И Сакам да татуирам, вегам бена, вега татуираш. Зошто бе да си татуираш името на жената? Охо. Децата, срце. Да. А тогаш ще немал деца, жена имаш. Некоја љубовница барем. Не, беги болен навек се татуираш. Другарска не ли ти праве? Боле това, боле. Другарска не ли ти праве кога те испраќа војска? Не. Како без другарска те испраќа? Немаше пари тогава. Како 5 крави немало пари? Имаше. Другарски имаше, се имаше само войска многу тешка. Ти бил ли си войска? Не сум бил. Луѓе, войска. Имате многу голем недостаток заради войска што не сте. Сега недостаток или предност сме? Не, недостаток е това школа, невидена школа. Имаше ли критики, ева ти кога почуваше, кога се занимаваше со тој хуморизам, имаше ли критики во стилот на што Што кажу? каков е, да не му фали нешто, имаше ли такви малограѓански критики? Не, сите викаат дека добро, само вика многу брзо говориш. Многу брзо викам. Плем. Па да, заради това съм викам, мислам, много бързо говоря, бързо сбърк. И че аз можем много бързо говоря. И един знаеш ме вика, слушай, вика, ама вика нещо говоря, ама вика ти нищо не разбираш. А нищо не викаш, ти слушай сега, вика така, не, това не е там такова, ама не, ама вика ти нищо не знаеш. А нищо не викаш, как може да знам нещо, нищо не викаш. Како? Виса, тако, Си бил ли дегустатор? вино кога се дегустира, се само става у уста, си жабурка, и оно съм се кјало и некоја... Не знам, не съм пробувал, не съм пил, много редко пивам вино, ама това добро вино, бе, знаеш? Ау... Стоби. Стоби вино, добро вино. И вино, како имаше на... Стоби вино, добро вино. И вино, како имаше на латинска поговорка, in vino veritas. За in vino veritas има перверзија, мислам, превртена таа такво. Парафразата, што рече претходно. Или? Па не парафраза, мислам, тај слоган за виното, не знам, некоја титула за виното, има една друга, што се викаше in vinica veritas. Значи, во виница е вистината. 94-та година беше, не знам тука која година беше, и прв пат се одржа фестивал на хумор и сатира у Виница. И аз там, дръндър. И един скетч направих там за такова за едно време, ти не знам дали знаете вие за умпрофорците, кога идея. Да, беят по тој време. За умпрофорците. Бос на војната во Бос. И аз как съм бил преправан, вика, преправих се у женско. Влезех на кафана, влея моната, седи на моната, кога гледаме, не дойдеа. Войници не дойде. И гледат ме со очите,
и аз ги гледам преко не може да седам баш како беше. Знам дека ќе разкажам како беше ситуацијата. Виница Веритас, таму имаше добиено нешто? Да, има там добиях прва награда од публика за еден текст, се викаше текст бел сиина мома и сини човеци. Сега не ми текнува точно как се... Мислам, претворила се човеко. Мислам, јас тај сме се претворил во женско и да прелажам некој од Умперфор. И преправено женско, значи, они ќе ти дам, ќе ти платат, ќе ти дадат, кога ја ги нешто, да ги измудриш и доваѓа ти од Умперфор и цапа нешто англиски почнува там да говорат. Кога така на крај ти излева дека и они били преправени. Они се кај некој да копат некоја, разбираш, спротивен пол. Они беа машки, а спротивен пол е женско. Значи, они сака да фатат нешто, јас па преправено женско и работа испаѓа комично, разбираш. Мислам така да стане. Откаде ги црпаш инспирации за скетчови? Па ви са инспирација ми и на мене се. Сега, например, најнова инспирација ми Сабали имаше на телевизија на жена, па не иде у 70 години. И ќе студирала. Дали ќе студирала, ќе магистрирала нешто факултет. И сега мен ми дојде идеја, а може ќе снимам това како скетч, да се претворам јас во прво оделение. И јас како, што сум јас сега, да речем 50 некоја година, и да одам на часове по прво оделение. И ќе си викам, прво оделение, сега сум прво, до година второ, трето, четврто, пето и ја ти Дечко? доктор. Ќе станам доктор, шо? Не се дума се години, да. И сакам да кажам дека мислам сегашните луѓе што завршат факултет далеко се од нашето факултет, ние го студираме. Кој те пушта тебе за ако не знаеш? Са факултетот е боз. Ајде да си давал некој теле за да поминеш. Жигиш теле. Имало некој теле за да поминеш. Не, јагне е полесно да однесеш јагне, од помаленичко е трудно што вреќите ќе го однесеш таму. Имаше ли такви работи? Може да однесеш јагне, а теле. Сега имаше или немаше такви работи за да положиш ист? Не. И со учење, зема се со учење. Пари, јас кои пари, евак пари, бак. Одак преку студентски зада ги изгубих многу години, малку се опуштих, немаах пари. Уидеја ми 3 години јавана. Како? Студентска зада година да работам, Што? да земаш некоја паричка, па не знам, кабаси или шо беше там, носаме нешто такова. Прво не бех на такова на как се вика? На тие чајна. Скрши чајна лака, ајде, бла. И там имаше некои се права некои дефеци од таквото, ама сегде има дефеци. Значи сега веќе во моментов имаш, гледам, некои обиди да повторно се враќаш назад, да направиш повторно некои скетчеви како што слушаш. Реинкарнација. Дали во иднина нешто планираш? Не, ви се, јас сега како децата ми подпорасат малку, да беа маленки, мора да се гледат со жената, мора да ги гледаме заедно. Исто и жената има факултет дипломирано на рударски геологија. И она без работа, јас без работа. И сега малку да подпорасам деца за да ја гледам на само, јас ќе почнам да си правам некои смешки, јас го правам това, сум ќе гледа таму вамо, јас мислам сосем на десето нешто. Преку YouTube пуштам некои смешки, други некои скет, некои такова, правам некои тоа едноставно ген да имам некој таков во потенција, што стално сакам да кажувам нешто. Дали ќе биде комично или ќе биде малку понекомично, дали ќе фалам некој или ќе такова. И сега обично на Facebook ми такова да расправам за Facebook за танец. Митко Нолов, ако сака некој може да ви за танец. Не знам дали го знаете до танец. Игралното. Не знам понапред дали сум обрнал внимание толку или не сум обрнал внимание за нив. Они како свират луѓе, това нешто светско. Дека има некој музичар сега дојдено, што само ќе направи и да биде толку добра музика. За музиката е феномен. Господ може само да направи таква музика и они што ја прават. А за играта Пееш ти нешто, си подпевнуваш? Да, помалку. Ла. Нешто сега знаеш да не испееш тука за крај на емисија да ја развеселим. Не за која песна да пренесам. Некој од тие твоите, од твојата аудиокасета. Радио две илдарки, како беше? Сакам јас да слушам радио две илдарки, сакам јас да слушам радио две илдарки, оти там се родил Френки Далавера. Јас му благодарам Френки Далавера што беше наш денешен гостин. За крај дали имаме нешто да кажеме? Види, ви благодарам многу, му благодарам на Тони Михајлов што направивме една врска со вас. Вие сте гениални деца, прекрасни деца. Мислам, кога ви гледам на телевизија, гледам од има потенција и е многу интересно што го правите, треба да продолжите да го правите тоа. Може ќе постигнете успех како
К-15, да речам некои други хумористи, комичари и сакам да кажам дека е браво за вас. Благодариме многу. Јас сакам да кажам дека во следната емисија, која ќе направиме, следна емисија со Френки Делавера, и тоа сигурно ви гарантирам, кога ќе има некои нови скечеви, повторно ќе се врати на сцената на хуморизмот во Македонија, тогаш ќе го замолам да биде исфарбан. Да, добро, јас фарба, добро, може да изфарбаме Коста. Јас ја фарбах Коста едно време пред да се женам. Минче на мене Коста ми белее многу, мислам ние сме Генот ти е така. по ген сме ние многу одрано, дали не 20, 21, 22 години пошто ми белее Коста. У војска бех, Коста бел. И мораш да почнам да се фарбам. Фарбах се Коста негде околу 15 години може. И сега може се изфарбам па. Ајде. Да бидам по-млад да изгледам. Ајде, нека ви е слаб. Јадете и се гледам во наредно пријање. Фала, Ајде.